за само 3 години, го променија името на државата, воведоа двојазичности кај што треба и кај што не треба и ја продадоа историјата. За само 3 години. Што би рекол нашиот народ, што една будала може да расипе, 100 паметни не поправаат, ама заедно со вас ја и поправаме во следните 4 години за да го вратиме македонското национално достоинство, за да може гордо сите да кажуваме дека сме македонци, ќе ставиме крај на предавствата, тоа јас ви го ветувам, тоа ВМРО не ви го ветувам. Втората работа е економското опустошување. Но пред да одам на економското опустошување, збор два уште малце за националното. 3 години не убедуваат дека така требало за да одела државата напред. И 3 години лажат дека државата добила датум за почеток на преговори со Европската Унија. Па прво излезе Заев во јуни 2018 година во Македонското собрание и рече добивме датум за почеток на преговори. После тоа се сликаа во луксузниот владин авион, селфи, добивме датум за почеток на преговори. Ама датумот го немаше. Па после рекоа сигурно летото 2019 година добиваме датум за почеток на преговори. Дојде летото 2019 година, од датум немаше. Па дојде октомври месец, сега сигурно добиваме датум за почеток на преговори, па отидоа во Брисел, деме готова е работава, Славија има ја спремно. Од датум немаше. После тоа март месец 2020 година сега, живи мајка, сигурно добиваме датум за почеток на преговори. Дојде март, помина, исто така нема од датум. И замислете завчера, несрамни перде, си се наредија пред влада, држат пресконференција, добивме датум за почеток на преговори. Па вакви без образ луѓе, јас немам сретнато. Имам едно прашање. Кој е датумот за почеток на преговори? На кој датум Македонија ќе почне преговори со Европската Унија? Дали било кој знае да го каже? Дали знае Заев да го каже, Шетиринска да го каже, Димитров да го каже? Дали било кој знае кој е датумот за почеток на преговори? Еве, пред да почне кампањава, бев на дуел со Радмила Шетиринска. Морам да ја пофалам дека за разлика од Зоран Заев доаѓа на дуели, Заев ми бега од дуели, но за тоа малце покасно ќе се вратам. И пола емисија ја прашував Шетиринска да каже кој е датумот за почеток на преговори. Пола емисија немаше одговор. Знаете зашто? Зашто датум за преговори нема. И 5 сати да траеше емисијата, немаше да каже кој е датумот за почеток на преговори, затоа што таква работа нема. 3 години го лажат народот, 3 години ни срамни перде раскажуваат приказки, а после 3 години имаме променето име, двојазичност, продадена историја. Таа е тажната вистина за Македонија.